إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Ние бidni Allahi ta'ala ќе продолжиме со едно ново поглавје во оваа изворедна книга, во кој велит авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах: бабун ма џаа фи зиммати Аллах ва зиммати набијихи саллаллаху алейхи ва саллам. Поглавието, она што е дојдено во врска со заветот на Аллах и заветот на неговиот пратеник, односно гаранцијата, значи, на Аллах и гаранцијата на неговиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллам. Овде авторот рахимахуллах го спомнуваат првиот аргумент, а тоа е Аллаховиот говор: "Ва ауфу би ахдиллахи ида ахадтум вала танқуду ал-ајмана ба'да таукидиха." Значи, велит Аллах субхана ва таала: и исполнете ги вашите завети, вашите договори спрема Аллах субхана ва таала кога ги правите, и немој да ги изневерувате, значи кога ги имате направено, односно заветено и дадено збор. Велит Шейх Утhaјмин рахимахуллах дека Аллах субхана ва таала им има дано обврска. Исто ова може да се разбере, значи гаранција, обврска, завет. Значи Аллах субхана ва таала им имат дадено на своите робови обврска. А таја обврска, вели Шейх Утhaјмин рахимуллах, да тие него единствен го обожаваат. Значи само тие него, само Аллах субхана ва таала единствено да го обожаваат и да не му прават ширк. И да не му прават, значи, ширк. Исто, значи, Аллах субхана ва таала имат земено на себе си обврска, ако тие е исполнат ова обврска спрема него, а тоа е, значи, да го обожаваат само Аллах субхана ва таала и да не му прават ширк, тогаш е да Аллах субхана ва таала, ако не му прават тие ширк, да не ги казнуват. Да не ги казнуват, што значи, ако не ги казнат, ќе бидат, значи, наградени, и тоа ќе биде, значи, el-Дженна. Истото така, вели Шейх Утhaјмин рахимуллах, во врска со пекамберот алейхи салату ва салам, дека умметот на пекамберот алейхи салату ва салам имаат обврска спрема него. А таја обврска е да го следат неговиот шеријат и да не внесуваат ништо во неговата вера што не е дел од нејзи. Значи да не внесуваат новотари. Значи обврската наша како уммет од времето на сахаба до судниот ден, кои ќе бидат муслимани, кои му се одзвиле на пекамберот алейхи салату ва салам, кои имаат потврдено шахадетот ла илаха илlallah Мухаммедун Расулуллах, обврската наша према пекамберот алейхи салату ва салам да го следиме и да не внесуваме во неговата вера, кој Аллах таала ма имат објавено, никаква новотарија. А од страна наша, пекамберот алейхи салату ва салам имат обврска спрема нас, а тоа е да тој нас целосно да ни ја пренесит Аллаховата вера. Значи пекамберот алейхи салату ва салам, значи да ни ја пренесит целосно верата која му ја објавил Аллах субхана ва таала. Има затоа речено пекамберот алейхи салату ва салам: "Еннеху ма мин набијин илла кана хаққан алейхи ан јадулла умметеху ала ма хуа хајрун." Значи, немал пекамбер никогаш ни пред мене, ни па јас, освен беше задолжност спрема него, односно обврска спрема него, задача спрема него,
да го насочи неговиот умет кон најдоброто. Значи да го насочит, да го упатит неговиот умет кон најдоброто, кон најубавото. И овде во ајетот кога велит Аллах субхана ва таала ва ауфу би ахдилlah ва ауфу, значи придржувајте се, значи ветувањето ваше кон Аллах субхана ва таала. Ауфу значи вели Шейх Утхемин рахимуллах да му го дадеш на нештото целосно хакот. Значи да го исполниш целосно. Значи не 80% или 50% или 95%, значи ауфу значи целосно да го исполниш ти обврската твоја која има значи спрема Аллах субхана ва таала, спрема Аллах субхана ва таала. И на крајот ајетот, значи во овај ајет во кој наредуват Аллах субхана ва таала да го извршиме нашето ветување и нашата обврска спрема Аллах субхана ва таала, на крај на ајетот вели Шейх Утхемин рахимуллах, вели Аллах субхана ва таала инна Аллаха ја'лему ма теф'алун. Значи Аллах субхана ва таала знае вие што правите. Вели Шейх Утхемин рахимуллах, зошто Аллах субхана ва таала овој ајет го заврши со овие зборови? Дека Аллах знае вие што правите. Ова е закана. Значи, овие дел тука содржуваат закана. А таја е закана, значи, немој да ги разрушувате вашите ветувања спрема Аллах субхана ва таала и вашите обврски, зашто Аллах знае вие што правите. Значи, зашто Аллах знае, значи, вие што правите и кога вели Шейх Утхемин рахимуллах, кога човекот знае дека Аллах знае што прави тој, значи човекот, тогаш тој се чува да не направи никаков прекаршок. Значи кога знаеш ти, кога тебе ти е стано во знаење за нешто, што да е, дека како на пример да ти кажеш некој Филан знае за тоа и за тоа, тогаш ти се многу попазлив. Да. Така или не? Да. Па и овде, значи кога ти Аллах таала нас не известува дека Аллах знае што правиме ние, тогаш човекот е многу попазлив и многу повнимателен да не направи некој прекаршок врз обврските негови кои ги има тој спрема својот створител Аллах субхана ва таала. Значи ова е, како што рековме, видна закана. Потоа спомнуват Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах еден хадис, исто што е во врска со оваа тема, кој велит зашто овде може некој да се праша, ќе видиме во текот на објаснувањето, зошто оваа тема во книгата на Китабот Таухид. Зошто ако имат вистински иман во нашите срца и вистински го имаме разбрано Таухидот, тогаш ние имаме нашите обврски спрема Аллах Джелешану потполно да ги исполнуваме. Што значи, ако не ги исполнуваме нашите обврски спрема Аллах субхана ва таала, тоа укажува дека имаме мана во нашиот таухид и во нашиот иман. Затоа, значи, Шейхул Ислам рахимуллах го донесол ова поглавие во книгата на таухидот. Зашто ако имаме ние толку големо овеличување за Аллах субхана ва таала во нашите срца, тогаш, значи, ние ќе се трудиме максимално да ги извршуваме, значи, нашите обврски према нашиот створител. Во овај хадис кажуваат Бурейда ради Аллаху анху дека пекамберот алейхи салату вассалам كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. Кога пекамберот алейхи салату вассалам ќе испратеше некоја војска или, значи, експедиција, значи, на војници, кога ќе испратеше, значи, за некоја задача да извршат, прва работа со која пекамберот алейхи салату вассалам тој емирот што го имаше поставено, значи, како главен и водич нивни,
за тие војници, го советуваше првата работа да се плашите од Аллах Джелешан. Таква да имат. Таква Аллах. Зошто вели Шех Уцеймин рахимуллах, зошто со таква? Значи за тој да се пази, значи да се придржуваат врз Аллаховите граници. Зошто тој како емир, како нагласен, значи така речено како генерал во денешно време на војска, чувствуваат некое посебно позиција спрема неговите војници, значи дека е малце повисок од нив. За да не дојде, значи, оваа повисока позиција до правење неправда од негова страна спрема тие војници, значи тој да се плаши од Аллах. Се тој што се плаши од Аллах Джелешану, тој нема да прави, значи, неправда. Значи, таква Аллах. Што значи таква Аллах? Такфаллок, богобојазливост. Вели Шех Уцеймин рахимахуллах, богобојазливоста, значи дефиницијата на богобојазливоста е извршување на Аллаховите наредби, значи богобојазливост што значи? Извршување на Аллаховите наредби, да се отстрануваш, односно да се држиш далеку од Аллаховите забрани, со знаење. Значи ти не го правиш ова поради адет, така е. Има некои луѓе, пример, не пиет алкохол од адет. Не го сакат алкохолот. Значи има луѓе. Може да бидете кафир. Да бидете кафир, да речат, ја не пи алкохол. И готово. И има такви луѓе. Има такви луѓе, значи кафир не пиет алкохол. Не, ти значи не си таков, традиција или не ти го сака телото што знаја. Ти значи го правиш тоа со знање и со убедливост. Значи, таква значи такфаллок, извршување на Аллаховите наредби, одстранување на или далеку стоење од Аллаховите забрани со знаење и разбирање. Со знаење и разбирање. Исто е друго објаснување на таква. Таква значи ел-викаја. Ел-викаја ту значи препрека. Значи земаш препрека меѓу тебе и Аллаховата казна. Значи ти се штити, значи како заштита меѓу тебе и Аллаховата казна. Кои се тие препреки? Кога сакаш ти да преминиш во харам, не преминуваш во харам, се држиш во халалот. Значи тие тебе ти се препреки. Тие ти се тебе како заштити да не паднеш, значи, во харам. Исто вели Шех Уцеймин рахимахуллах, дека човекот треба да пазит од малите гревови исто. Да се чува, значи, да не му го наштетува неговото богобојазливост. Зашто рекоме, богобојазливоста е да извршуваш наредбите Аллахови и да се држиш далеку од забраните, од харамите. Дали се тие големи гревови или мали. Зашто овде носи Шех Уцеймин рахимуллах, спомнуваат едни од поети, неколку зборови. Велит поетот, остави ги малите гревови и големите исто. Тоа значи такфаллок. Да ги оставиш, значи такфаллок, богобојазливост, да ги оставиш малите, а исто и големите гревови. Биди онака или чувствувај се или живи како оној човек кој се движи над едно место, над една улица со трње. Трној. Кога има трње, или да речеме по наше и шишина искршени, џамој. Кога има црчи џамој, ти како еш тука? Ти ош на чисто нозите покроца. Пазиш каде да згазиш, па после другиот пат каде да згазиш, па некој пат се врашаш малце назад, па пак напред, за да не ти се пресечи ногата. Така е вели да живиш ти во врска со греоите, да се пазиш. Значи, ова е огромен пример, субханаллах. Значи, исто како трње, знаете трње. Значи, ако има трње и ако си бос, газиш ти ош таке над нив, не. Значи, пазиш многу внимателно да не нашетиш. Така да се пазиш, велите, Шех Уцеймин рахимахуллах, спомнуваат поето тука, да се пазиш од малите
и од гревоите и од големите гревови. И вели значи поетот арапски, немој да ги омалужаваш малите гревови. Немој да ги рачунаш значи како ништо да не се. Се вели знај многу добро дека големите планини од мали камчина се прават. Камче на камче голема планина се прави. Значи, овие се огромни примери, субханаллах. Огромни примери за да размислуваме, значи, и значи како да се живи. Значи велит овде во продолжение на хадисот, значи пекамберот алейхи салату васлам му препорачуваше да биде богобојазлив и да биде добар со оние муслимани кои се со него, значи кои тој ги води како генерал. И им велеше пекамберот алейхи салату васлам угзу бисмилlah. Значи влезите во битка, ојте ли во војна во име на Аллах субханаху ва таала. Што значи вели Шейх Утхаймин рахимуллах, бисмилlah значи во име на Аллах. Што значи тоа? Бараш помош од Аллах. Значи за таја битка, за таја борба не се наслонуваш на себе си и на твоите значи итрости и твоите значи способности. Никако. Угзу бисмилlah во име на Аллах. Значи бараш помош од Аллах субханаху ва таала да ти олеснит тоа што имаш пред тебе. Се наслонуваш на Аллах субханаху ва таала, не на своите способности и на својата значи моќ која поседуваш или на своето оружје кој го имаш. Туку прво што треба значи да се наслониш на Аллах субханаху ва таала и да бараш помош значи од Аллах субханаху ва таала. И исто да биде значи угзу бисмилlah фи сабилилlah. Значи во име во патот на Аллах субханаху ва таала. Значи да биде ниетот чист заради Аллах субханаху ва таала. Значи тоа нешто да биде значи само за Аллах субханаху ва таала. Qatilu man kafara. Qatilu man kafara billah. Значи војувајте против оние кои направиле неверство спрема Аллах субханаху ва таала. Значи овие работи кога, значи кога владарот, значи овие се компетентности за владар. Оној значи кој имат кој е значи официјално владар, имат војска, имат полиција, тие се значи компетентности за него. Угзу вала тагуллу. Значи војувајте и немој да го криете племот од војната. Значи ова е многу важна работа, зашто пример војников во бојно поле мој да најд ти знаат колку вредности работи, златни работи кај некој од неверниците во војна и да ги скриет во него. Не, тој треба значи да ги кажат, да му ги дај значи на командантот, да му ги дај на генералот. Значи угзу вала тагуллу. Значи немој да го криете племот. Зошто пред се ти треба да знаеш дека Аллах субханаху ва таала те гледат. Се можат генералот, емирот, нема да те видит, нема да дознајат, нема да слушнат. На судниот ден се тоа ќе се покажат и ќе излезат. Вала тагдиру. И немој да бидете издаваци. Да бидете значи предавци. Да, значи вала тагдиру, значи да не бидеш издајца во бојно поле. Вала тумаthилу. И исто во текот на војувањето немој на противникот да му ги ваѓате неговите органи. Значи ова е исто многу важно. Значи ова е совет од пекамберот алейхи салату васелам, значи да иако тој ти е противник тебе и не е пријател и сакал може да те убие тој тебе, ти значи не смееш нему да му ги ваѓаш неговите органи. Или да му го расипиш пример лицето, да му да пресечиш или носот, да, или очите или ушите, значи ова е забрането. Ова е забрането. И затоа велит Аллах субханаху ва таала во врска за племот
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Кој зема племот од војната го крие, со тоа тој ќе дојде на судниот ден и ќе биде пресуден. Значи може човекот на дуњалоков ќе се спасит. Никогаш нема ни да се слушне, да се дознае што зел, може би тој толку големо богатство ќе земит и ќе го скрие, што тој цел живот ќе се помени после со тоа. Но на судниот ден ќе дојде. И исто, вели пегамберот алейхи салату ва салам, وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا. И немој да убивате деца. Значи, забрана е строго да се убиваат деца. Дали се машки или женски, без разлика. وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى 3 خِصَالٍ. И кога ќе се соочите со вашите непријатели од мушриците, тогаш повикувај ги во 3 работи. За која ќе ти се одзвијат тие, од тие 3 работи, факбел минхум, прифати ја од нив. И не им прави ва куфу анхум, и не им прави штета појче. Значи, која била од овие 3, сега што ќе ги видиме во тек, која била да ја прифатат една од нив, тогаш значи застани и не да ги, значи да ги војуваш, да прави значи војна против нив. Првата работа, thumma ud'uhum ila al-islam. Повикувај ги, значи пред да се прави борба, пред да ги војуваш, повикувај ги, поканувај ги во исламот. Значи да влезат да станат муслимани. Fa in ajabuk faqbal minhum. Ако тие го прифатат исламот, прифати го од нив. Значи не им вели ти, не вие влагате во исламов само заради реда. Значи за очи само. За се спасите или што ти знаја. Не, ти не знаеш има тие во нивните срца. Нието не им го знаеш ни нив. Ако дојде тој, вели јас сум муслиман и потврдува шахадетот, готово, значи завршена цела работа. И треба да го прифатиш она надворешното што го гледаш од него. Што има тој срце, тоа е меѓу него и Аллах субханаху ва таала. И како што имаме во други хадиси, пример, кога му вели пегамберот алейхи салату вассалам на Усама ибн Зейд, кога губи другиот во битката, кога значи беа во двобој и увек значи велеше тој кога беше втесно мушрикот, накрај велеше тврда ла иляха илаллах. И накрај го уби. И тогаш пегамберот алейхи салату вассалам Усама ибн Зейд ради Аллаху анху му велеше ја Расулаллах, тој го рече тоа да се спаси само. Пегамберот алейхи салату вассалам рече дали ти му го отвори срцето? Не разбираш? Значи затоа тие работи се работи меѓу тој човек и Аллах субханаху ва таала. Она што е јавно што се гледат, го прифатат исламот, вели пегамберот алейхи салату вассалам факбел минхум, прифати го значи. Потоа, ако го прифатат исламот, ако станат муслимани, ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. Потоа повикај ги да се преселат од нивните куќи, кај што живеат тие, да дојдат, значи да живеат во Медина. Зошто тогаш времето, значи, да бројот на муслиманите да се зголеми, значи, во Медина. И не да живеат тие, значи, во места каде што се множината неверници, што може на ниното присуство во тие места да е наштети на верата. Затоа, значи, втора работа што ќе ги викате, да се преселат, значи, во муслиманските, односно во Медина овде. И тогаш ќе имаат тие сите права, што имаат правата, значи, ел мухаџирун. А ако не се преселат, тогаш тие ќе имаат тие права како што имаат арапските бедуини. Значи немаат тие привилегии како што имаат, значи, мухаџирите. Туку како арапските, значи, бедуини, значи немаат право тие работи што со тие привилегии, немаат право тие, значи, во племот на војната. Значи кога владарот тогаш, односно тогаш пегамберот алейхи салату вассалам го поделуваше племот на војната,
тогаш значи не им припаѓаат, освен ако некој од тие, значи арапските бедуини иде значи од пустина каде живееле, идет и војува заедно со муслиманите. Тогаш значи имат и тој дел. Fa inhum abaw, ако тие отфрлуваат, односно не прифаќаат да станат муслимани. Значи ти првош ги покануваш да станат муслимани. Fa inhum abaw, ако тие не прифатат да станат муслимани, fas'alhum al-jizya. Тогаш бараин джизја, значи бараин данок. Бараин данок. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuff anhum. Ако тие прифата тогаш да дадат джизја, тогаш ти прифати од нив тоа и немој да им наштетуваш, да им правиш, значи да им нанесуваш наштета. Последното, ако fa inhum abaw, ако тие не прифаќаат и джизја да дадат, тогаш значи фестаин билла, значи барај помош од Аллах субхана ва таала, ва qатилхум, и војувај. Велит Шейх Утемин рахимахуллах дека овде што се спомнуват джизја, значи како рекоме данок, ова кажува дека не е целта од војувањето да ги ставиш луѓето во исламот со сила, да ги присилиш. Се ако беше целта да ги ставиш со сила во исламот, немаше да имаше опција да дадеш данок, джизја. Туку опцијата ќе беше или исламот или војна. Значи ова е аргумент е. Значи ова е придобивка од овој хадис. Значи не е целта, значи да ги ставиш со сила луѓето, значи во исламот. Не. Зошто имат и таа, значи, опција да дадат el-джизја. Потоа, вели пекамберот алейхи салату вассалам, wa idha hasarta ahlu hisnin, и ако ти ги имаш обкружено луѓето во нивните домови, значи идеш, пример, во едно село и цело село го обкружуваш. И тогаш тие луѓе бараат од тебе, и се ова е целта на хадисот во вистина. Довде беше теми што се важни теми, ама сега од овде хадисот почнува темата на ова поглавие што имаме вечерва. Ако тие луѓе што ги имате ви обкружено бараат од вас Аллаховата гаранција и пекамберовата гаранција, немој да им ја давате Аллаховата гаранција и од пекамберот гаранцијата. Туку дајте им ја вашата гаранција од вашите другари. Зошто ова, велит пекамберот алейхи салату вассалам, да вие можеби потоа, покасно, да прекршите таа гаранција, вашата гаранција, и од вашите другари е многу полесно од што ви да прекршите Аллаховата гаранција од пекамберот алейхи салам. Значи ова разбравте сега темава, зошто ти што сакаш да ги покануваш во исламот, значи ова е разбирањето, значи субханаллах. Тие што сакаш да ги покануваш во ислам, ако тие видат од тебе дека ти таа Аллахова гаранција изгазуваш, да речеме така, прекршуваш, тој тебе нема да ти верува тогаш во искрајноста, во верата твоја. Зашто ти ќе рече, ако имаше тој Аллах Джелешану и тој вашиот пекамбер кај вас толку голема вредност, значи толку голема исто, значи Аллах субхана да го величувате вие и да го обожавате, тогаш немаше вие неговата гаранција да ја прекршите, односно да ја анулирате. Значи затоа види пекамберот алейхи салату вассалам вели, значи им давате вие вашата гаранција, што може да се случи поради обколности, поради ситуацијата, да се прекрши таа ваша гаранција. Ова е многу полесно. Ошто се прекрши, значи, да се прекрши, значи, гаранцијата кој вие давате, значи, во име на Аллах субхана ва таала,
и во име на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. Исто вели пекамберот алейхи салату ва салам, кога вие ќе ги обкружите едни луѓе, така речено едно село, и тие бараат од вас да вие да ги осудите нив со Аллаховиот закон, немој да го правите тоа нешто. Немој да го правите, туку судете ги спрема она што мислите вие. Зашто може би не знаете дали ќе го потрефите или не ќе го потрефите. Овде вели Шейх Утемин рахимахуллах во врска со овај дел, едни али имаат речено, ова важит или важело само во текот на објавата. Зашто може би, кога војската била испратена за негде, во тек на тоа време за 2 недели, за 10 дена, за месец дена дур да се вратат, дошле други ајети кои се објавени, и тие не се во знаење можда, тога значи трудете се вие значи да точно. Ама после велит Шейх Утемин рахимуллах, после прекинувањето на објавата, значи така речено после смртта на пекамберот алейхи салату сам, кога верата беше целосна, совршена, тогаш значи човекот треба да прави иджтихад со она што го знаат од верата и што го познават. Нормално овде значи тој генералот на војската, водичот на војската, емирот на војската, и затоа овде исто ова е знак содржуваат во овај дел, дека тој емир, тој генерал треба да има познавање за Аллаховата вера. Дека како ќе суди спрема нив со Аллаховиот закон кога тој не го познават, нема никакво знаење. Значи тој мора да има некое познавање. Мора да има значи некое познавање во врска значи за Аллаховата вера. И исто вели Шейх Утемин рахимахуллах, најдобро е во вакви ситуации да човекот да биде внимателен и пазлив. А тоа е да им речи тој на нив, ние вас ќе ве судиме со Аллаховиот закон спрема она што ние сме разбрале. Значи не вели тој апсолутно ваке ова, се мој да не биде така. Мој да биде значи во грешка тој. Мој погрешно да го разбрал, да го претумачил. Затоа што вели значи тој? Да им дај во знање значи она што су разбрал ја, колку што су разбрал, колку што зна, колку што су упознат, ваке значи во Аллаховата вера, ова меселе пример. Што бараат тие. Ме разбираш значи? Значи во можностите, во рамките на она што тој разбрал и што имат познавање. Значи гледате колку е важно зборови пример. Значи еден мал збор има значи има значи големо влијание врз значи делото и говорот. Велит Шейх Утемин рахимахуллах, од придонесите на овој хадис е дека забрането е да се прави значи масакар. Значи како што рече масакар, значи ваѓање на очите, на ушите, не знам што органи внатре, значи забрането е. Исто е племон на војната, забрането е значи да се кријат. Исто е предавството забрането. Исто е забрането значи да се убиват деца. Како што е спомнато во хадисот. Исто е од овој хадис учиме е легитимирано за владарот, официјалниот владар е легитимирано да испрати војска. Значи за владарот, значи кој испрачат војска? Владарот значи. Значи не поединци, значи индивидуалци нешто им текнало, не им ојд како тие што сакаат, се збираат 20-50 души, ајде да правиме нешто, не. Значи владар кој е легитимиран, кој е официјален владар, кој е прифатен владар, тој значи за него значи легитимно да испрачат војска, односно полиција. Односно значи полиција.
Исто вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека не е дозволено да се почни да се војуват пред да се покануваат, да се повикуваат во ислам. Значи првош ги покануваш. Да. Првош ги покануваш. Значи војувањето, како што гледаме од хадисот баракаллаху фикум, и овде вели Шейх Утемин рахимахуллах, لأنه جعل القتال آخر مرحلة. Значи пегамберот алейхи салату вассалам, последната фаза, последната етапа војувањето. Значи прва етапа е поканување во исламот, повикување во ислам. Втора етапа да дадат джизја. Ако не сакаат да прифатат исламот, нема значи присилување, тогаш да дадат джизја. Ако не сакаат и джизја, тогаш последно значи е војувањето. Исто вели Шейх Утемин рахимуллах во овој хадис учиме дека колку голема вредност имаат договорите, односно ветувањата, односно гаранциите. Значи колку голема вредност имаат овие работи. Исто вели Шейх Утемин рахимуллах од придонесите разликата меѓу пресудата Аллахова и пресудата на алимите. Пресудата Аллахова е точна без сомнеш. А она што пресудуваат алимот, може да биде точно, но може да сгрешите. Значи ова е многу важно, значи. Кад юсиб, вакад ла юсиб. Може значи да го погоди, зашто тој алим е човек. Може нешто во тој момент да не се посети на некој детал, на некој аргумент, на некој хадис, на некој збор од сахаба и да скаже нешто, да даде одговор и да сгреши. Значи не е целта него да греши од почеток, тој сака вистината да ја каже и да ја потрефи. Но се случува, значи човек е, инсан е, заборал нешто, ама она што пресудуваат Аллах џелешану, тоа е 100%, значи вистина и точно. Аке алимо, значи треба се видат аргументите. Значи, поради кој аргумент го рекол тој тоа? Поради кој ајет, поради кој хадис и така натаму. Потоа, следното поглавие, кратко поглавие, велит Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, бабун ма џаа фил иқсами ала Аллах. Поглавието за она што е дојдено во врска за колнењето врз Аллах субхана ва таала. Во врска, значи, за колнењето врз Аллах субхана ва таала. Што значи тоа, вели Шейх Утемин рахимахуллах? Ел иқсаму ала Аллах. الإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل أو تحلف عليه أن لا يفعل. Значи, ова значи да ти да се заколниш во Аллах субхана ва таала, да Аллах вака и вака ќе прави. Значи, во врска како вид на наредување, односно забранување. Значи, или да се заколниш, како што вели пример Шейх Утемин рахимуллах, Валлахи ла јеф'аленна Аллаху кеда. Се колнам во Аллах вака и вака ќе прави, со овега или со ова нешто. Значи, ова е како да му се мешаш ти на Аллах субхана ва таала во, значи, не само во гајбот, туку да му се мешаш, значи, во неговите пресуди. Да. Значи, или да речеш, Валлахи ла јеф'алу Аллаху кеда. Се колнам во Аллах нема тоа да го направите. Значи, нема да му се не зна за нешто или што знаја. Овие, значи, работи се забранети. И ова кажува, значи, мало ценење спрема Аллах субхана ва таала. Ова е омалажување, значи, на теухидот на Аллах субхана ва таала. Зашто оно што има неговото срце исполнето со теухид, исполнето со иман, тој вакви зборови, значи, не ги
не ги изговарат. Но вели Шейх Уфемин рахимуллах тука, и тоа е важно да се спомни, значи ова поделување, ова колнење врз Аллах субханаху ва таала е неколку категории. Првата категорија е да се заколниш врз Аллах субханаху ва таала во врска за она што имат Аллах субханаху ва таала известено или неговите пратеници што имат известено, во врска со нешто што е негација или потврда. Например, вели Шейх Уцеймин рахимуллах, Уаллахи, да речиш, се колнам во Аллах, Аллах има да му дај шефајт на неговиот пекамбер на судниот ден. Ова може да се заколниш, зашто и пекамберот имат известено дека ќе му се дај шефајтот на судниот ден. Значи ова може да се заколниш. Или да се заколниш исто да речиш Уаллахи ла јагфиру Аллаху лимен ашрака бих. Се колнам во Аллах, Аллах нема да ме опрости на оној што умира со ширк. Значи, гледате, затоа значи овие работи, пример, овие категорииве, поделувањава, детални работи се многу важни. Се ако слушниш поглавиево општо, без објаснување, може значи некого после да го осудиш со неправда. Пример, некој го слушаш, вели, валлај, Аллах нема да им опрости на чафирите. И ти вели, чекај бе, ја има учено ваки во поглавиево. Ме разбираш? Или за други работи, примера. Значи, за работи, значи, што се, значи, едноставно речено, за работи што се во Куранот потврдени и во суннетот, аутентичен суннет. Дали се тоа потврдување или негација, може да се колниш. Зашто ти не збориш од тебе тука, збориш со објава. Она што го објавил Аллах Джелешан. Исто, втора категорија, вели Шейх Уцеймин рахимахуллах, да се заколниш вакво вид на колнење во Аллах субханаху ва таала, не во смисла да му се мешаш на Аллах субханаху ва таала во неговите пресуди, туку од толку што имаш јак иман и надеж и добро мислене за Аллах Джелешану и се колниш. Значи, со толку јак иман, толку добро мислене за Аллах Джелешану и се колниш. Ова се има случајно, значи, со халајму на Енес ибн Малик, кога и се скрши на една жена забот од ансарите. И тогаш се рече, значи, дека чим и го скрши забот, значи, казната е исто да биде скршен забот од другиот. Од тој заб на заб. Тогаш, значи, Енес ибн Надар стана и се заколна дека, значи, Валлахи ја Расулаллах, ла туксер thunaiyatu Рабија. Му рече, о Аллахово посланик, се колнам во Аллах, нема да се скршит забод на Рабија, на халајм од Енеса. Ова тој не беше целта негова да се разбере многу добро, вели Шейх Уцеймин рахимуллах, целта негова не беше да тој да го одбие осудата Аллахова шеријатска, така ова е. Туку целта негова беше дека Аллах Джелешану ќе направи да на фамилијата на оштетениот во нивните срца да му опростат. Значи, толку имаше тој добро мислене за Аллах Джелешану, да Аллах ќе им всади во нивните срца на оштетениот, значи, да ти речат, ние му простиме. И тоа се случи. И тоа, значи, зашто пекамберот алейхи салату вассалам му рече, ја Енес, китабуллахи л-қисас. Аллаховата книга кажува дека заб за заб. Синну би син. Пак тој велеше, Валлахи ја Расулаллах, ла туксер thunaiyatu Рабија.
се колнам во Аллах, о Аллахов посланик, нема да се скрши забод на рабија. И се случи, значи, да тие накрај, значи, му опростија. Му опростија, значи. Ова е дозволено, но со ваков цел, со вакво нијета. И Енес ибн Надар, значи Енес ибн Надар ради Аллаху анху, е ова еден од мажите кој беше паднат во битката на Ухуд, што беше погоден повеќе од 80 сабји и лакови, што не може да го познаа никој кој е освен неговата сестра, ова рабија, овде се спомнува, Калаим од Енеса, го позна на неговите прсти. И овие беше што велеше, јас го мирисам мирисот на џеннетот под Ухуд. Овие тој од мажите. Енес ибн Надар. Значи, луѓе со ваков иман, да не те чуди, значи, да тие вакво мислење за Аллах Джелешану имаат и ваква надеж имаат во Аллах Субханаху ва Таала. Значи, повеќе од 80 саби, 80 лакови на неговото цело тело, неговата сестра, оваа што беше што се заколна, значи да нема да му се скрши забод нејзин, таа само го позна на прстите, само рече. Овие е Енес, брат ми мој. Потоа, зашто овде велики пекамберот алейхи салату вассалам го потврдуваат оваа категорија, значи на колнење врз Аллах Субханаху ва Таала. Аллах Джелешану вели пекамберот алейхи салату вассалам: "Рубба аш'аth мадфу'ин бил абваби лау aqsama ala Аллах ла абарра." Може би имате еден човек, вели пекамберот алейхи салату вассалам, кој неговата коса е зрастурена, неисчешлана. Сите го врачаат од нивните врати. Кај чукат, го врачаат. Значи не сака ни да го примаат, ни да го сослушаат. Значи нема вредност кај нив тој. Но тој човек, ако се заколни во Аллах, Аллах му исполнува нему нештото. Зашто тој има вредност, Аллах, тој е евлија. Тој е вистински евлија. Значи, може би, значи, неисчешлан, значи, недотеран по наша реч, несреден. Искинас, да. Кога чукат на вратите, барат изин, не му отвора никој, значи. Го врача назад. Но овај човек има, значи, тој нема вредност ке луѓето. Но ке Аллах Джелешану има голема вредност. Ако се заколни во Аллах Джелешану, ла абарра. Аллах му го исполнуваат. Аллах му го исполнуваат. И третата категорија што се поврзува со ова поглавие, вели Шейх Утемин рахимуллах, ако го натерат, ако го внеси човекот да тој да се заколни врз Аллах Джелешану, значи за во име на Аллах ќе направи ваке или нема да направи ваке, но она што го натерува него е самобендисаноста. Значи тој толку самобендисан и мисли да јас сум толку упатен да Аллах мене поради моите добри дела мора тоа да ми го прифатите. Ако имате вакво мислење лошо, ова е лошо мислење тој да мисли за Аллах Джелешану, тоа значи влагат во овие закани и ова е забрането. Ова е забрането. Зошто значи ова е лошо понашување спрема Аллах Субханаху ва Таала. Ова е лошо понашување спрема Аллах Субханаху ва Таала и тој како да сакат Аллаховата добрина да ја ограничит. Аллаховата добрина е огромна. И овде ќе дојме се во хадисов, еве пример, за да фатиме што значи тој да сака Аллаховата добрина да ја ограничит. جندب عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحطبت عملك رواه مسلم. جندب بن عبد الله رضي الله عنه prenesува дека пекамберот алейхи салату вассалам велит дека еден човек рекол: се колнам во Аллах, Аллах на филана нема да ме опростит. И ова ги имат во нашите редови. Валлај нему Аллах нема да ме опростит. Валлај тој ваковја, онаковја. Кој се колни двака, значи? Валлахи ла јагфиру Аллаху ли фулан. Валлај, Аллах нема да ме опрости на филана.
Аллах Джелешану вели, кој е тој што се осмелуваат да се заколнит во мене, за јас да нема да му опроста на филана и филана. Јас на тој филана му опростив, а нему му ги уништив неговите дела. А нему му ги уништив, значи, неговите дела. Зошто му ги уништува неговите дела? Поради тој го прави тоа, значи, од големо самобендисување. Значи, тој толку се самобендисал, Голема гордост. и гордост тоа, да, ама самобендисан. Значи, сам себе си се бендисуват, му влегло себе си свој во чеф. Значи, толку дека тој е покорен, дека тој е, значи, во ибадет и почнало, значи, да се самобендисува, значи, да има толку добро мислење за себе си, да мисли, стигнал тој до тоа право, до тој степен, да му се мешаат на Аллах субхана ва таала во неговите пресуди. Тогаш, значи, вели Аллах субхана ва таала, кој е тој да прави тоа нешто во име на мое, јас на тој другиот што тој мислел дека нема да му опроста, не му опростив, а нему му ги поништив неговите дела. Зошто тој сака со тоа Аллаховата добрина да ја ограничит. Аллаховата добрина, значи, да ја ограничит. Зашто човекот, вели Шейх Утсемин рахимахуллах, кога, значи, ќе почнет со покорност спрема Аллах субхана ва таала и со ибадет, ова треба него да го прави што поскромен и поскромен. Не однопаку да крени, значи. Да тој да биде, значи, арогантен, горд, да биде, значи, самобендисан, да му влези себе си свој во чеф, да си мисли за себе преубо. Во вистина, човекот увек мисли за себе дека тој е најлош спрема другите. Ова е многу важно. Да ти да мислиш увек, сите други се подобри од тебе. Затоа рекле Селев, еден од Селев има речено, порно е цела ноќ да спиеш и да станеш за сабав, од што да клањаш цела ноќ и сабари да мислиш јас сум најдобар. Зашто тоа самобендисување, значи многу луѓе имат уништено. Алими што биле зборима. Алими имат уништено. Значи, и тоа е, значи, една врата која влага шејтанот ке човекот. Значи, тој шејтанот пробува со ширк, со бида, со греој големи, со греој мали, и исто со овие работи, значи. Исто, значи, нарочито ова влага самобендисувањево, значи, кај луѓе што се многу во ибадет и во луѓе знаење. И ке хариджите, и луѓе, значи, што има знаење. Со тек на времето му влезе нему себе си многу во чефот. И тој, значи, да газит. Да мисли, тој е и нема друг. Овие се, значи, опасни работи што може човекот да го уништат. Што може човекот, значи, да го уништат. И велит дека овај збор се Абу Хурейра ради Аллаху анху велит за овај човек дека бил абид, дека бил многу ибадетчија, што рекол Аллах на филана нема да му опрости. Значи тој самиот бил голем ибадетчија, но дека му влегло себе си во чеф, тогаш тој си уништи и дуњалокот и ахиретот. И велите Абу Хурейра ради Аллаху анху, што беше воспитан кај пегамберот алейхи салату вассалам, текелема би келиматин аубака дуњаху ва ахиратаху. Каже еден збор, изговори еден збор, односно каже една реченица кој му го уништи дуњалокот и ахиретот. Затоа, значи, може би некој пат ние имаме овај друг хадис што вели пегамберот алейхи салату вассалам, значи дека човекот некогаш зборит збор што не му дава на тој збор голема вредност, ама тој го става тој збор некој во џехеннем. Значи, колку луѓе имат зборит нешто тој и не му дава на тој збор тежина. Го важат онаке. Ама тој збор, како што гледаме овде, велите Абу Хурейра ради Аллаху анху, кажа збор, што тој збор, значи, таа реченица му го уништи дуњалокот, а потоа и ахиретот.
Така сме на крај на ова поглавие. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.